Не знам со инструмент ќе да почнам епизод, да евентуално хармониката од татко ми да земам или кларинето на дедо ми. Најубаво ќе да го дојсам дедо ми тука тој да ни каже за свадбите порано, ама можда тоа од понеделник ќе опробам. Не обеќам ништо, така чисто информативно. Са дима палици, онакви затапани што се. Ќе застанев ко порано што застанвале тапанџите просто. Пример ќе одат телевизија некоја група да снима песна, дали за новогодишно, дали за што да не е битно. И цела група наредени и сите земени по некој инструмент враце, пошто голем инструменти не можеш да носиш таму, треба снимите да замините да дојде некој друг да снима. Ја мислите вие цел ден ќе снимате и тапанџите редовно, пошто не може цел сет тапани да носи таму, кој ќе го мести, кој ќе го разместува. Палиците враци во воздух си тропа. Ердрам, воздушно тапанџе батуле. И вака е мрдањето негде. Опа! Тек тук некојаш по некој долош излегваше вака долу демек да се тропа на нешто ме сваѓа. Да не е безич. На крај на денот шо има врска бра? Битна се тропа нешто. Па макар и глупост. Ако сме веќе кај глупостите, одиме со трета епизода свадба. А то ќе биде одма после шпицата. Одиме. Работа се свадбите, не можам реч. Веселба, бра. А знаеш за кој се најмногу веселба? За луѓето што немат никаква обавеза во приказна. Ќе си дојдат, ќе си зурлат, ќе си изуживат, мераци ќе си поминат. Арно. Ако си некој од луѓето што имат обавези во приказна, особено па ако си нешто брат, сестра, брачет, близок некој што треба да растрчва на сите страни, здравје си го носиш батуле. Ти ќе бидиш лично одговорен и задолжен за се што се дешава. За се ти ќе бидиш крив. Сегде ти треба бидиш, оди земи ова, на овај му се пие она, на онај му се јади ова, растрча, нава унатаму цело време. Јас не викам и за зето и за невестата е напори, за другите што се кумои, мајковци, татковци, сите марифети, за сите напорен ден е тежок дол. Ама сите тие останатите го терат некој еден што е таму да растрчва сегде. Ако ти се падни таа улога, со здравје си го носи. И ако мисли во било кој момент од живот дека било кој од тие што те терат да растрчваш ќе растрчва за тебе кога ти треба за нешто, живее батуле, не е проблем. Ама нема врска, на крајот на денот за убо нека и треба да имаш желба да поможиш во таква ситуација, пошто така срекни моменти се не можеш да оставиш луѓето што треба да уживат да прат се. И како што рековме минатите епизоди, најспецијален ден е ова за жена. Треба сите желби на невестата му бидат исполнети и тоа е готово. Се што сака жената, мора така да биде. Зето? Абе кој те прашва батуле? Зет си ти седи, уживај, вожњата нека тера. Ова е зелено, зелено е готово, тере батуле. Ако се замараш во такви моменти, сврши работата. Ова сакам вака, вака, она сакам така. И уживај, лавај си ја душата. Што значи сите работи што ги гледате по свадбите, од цвекиња, од мекиња, од организација, од не знам, огномети, од чуда, се е то желба на невестите. Маш нема такви желби. Кој што реков менаш одамна, маш има една желба, тоа е ова да заврши и после тоа си живееме рај. Макар што никој не ти каже века такво нешто не постои понатаму рајат. Нема рајат, ти се жени батуле, кој рајат го бара? Кој? Рајат, нема рајат. Ама ти си сакал мир тишина нешто, але нема мир тишина. Мир тишина в планина негде ќе се затвориш самиот, таму мир тишина. Таш убав живот. Исчистено, сготвено, средено дома, убајни љубов. Ти реков ми рече убај моменти така. Са малци галамаки ма са ти не можи то така. Тоа е една е таа желба, ама и таа е многу. Сам не дека неќа ти е бите ја дале, ама не е во кодот, не е напишано. Во програмата не постои таа желба. Да постоеше во програмата внатре негде ќе те исполнеле, ама не постои. Ти како маш не си таму за желби да имаш брат, ти си за да исполнуваш желби. Невестата сака ваков фустан. Ако треба ќе се оди до другиот крај на светот за се најди некој таков фустан, нема мрдање. После сака свежи цвеки, па треба се украси вака, па треба ова да се направи, па треба ваму дојме, па треба вака. Мажо како се спрема. Мамо дај еден костум, дојме да купиме. Са некој одат со мајка му купат костум, некој одат со невестата да купат костум. Пошто таа смела да го гледа мажо во костум, ама мажо не смел невестата да ја гледа. Ич нема бабини деветини во тие приказни. О, колку нема бабини деветини. По тој чудо некој. Ствари не извинете, не се бабини деветини, а дети се ти. А дети. Крај да немат море, кај шо одиш сегде нешто различно се деша. Ама шале ич не сме суеверни како народ, топа чудо некој. Не бе, кој суеверие типа таман работа. Тој не врви зад бандера ден денес околу бандера врти од таа страна од кај улицата, ти вака не чинело, било лошо. И ако била вака бандерата Л, то било лошо. Ако имало вака едно како А бандерата, од тие што се косите бандери, то било арно. Аму може да помине. Боже. И најаки ми се кога ќе почнат море со тие дети. Значи сега низ врата ќе шутниш водата со десна нога, ќе излезе
влезиш овде ке се поздравиш таму, ке бациш онде ке маниш со глав. Врска да немат море. Кузне шо клават, некој му текнало на времето, вака треба направиш и го виделе, некој му се бендисало и од сега вака го правиме. Боже, бе во хаос во свадбата, иначе ќе ми текнеше некој адет, ќе го измисле во моментот да го прат после генерации после мене. Ќе инсистирав после децата да го прат. Пример, кога ќе влези зето кај невестата, треба вака да му направи на гости. Врска да нема некој адет, вака да му прави. Не го направивме традиција после тоа, еве, ова требало на да гост послезе од озгор и му рече слушај, или ќе поминиш вака со ногата, ќе направиш и ќе мижиш, не смеш да ја гледаш невестата пред она, или готово, јас ќе ви растурам свепот. Абе, олавајте си душите, море, шо ви е? Мислам, јас не викам, има некои работи што е убаво да си останат како аде, ма дај држете го во рамките на нормалната, некој еден заминва. Требало ова, требало оно. Море, луѓето се важни, битно да се погодат луѓето, не е битно што ќе напрат на ден. Оти има луѓе ич свадби не прат, па многу лошо му е во живото гледа. Тука да се потиме во жешкото. Муабето ми беше, ќе оди зето со невестата или со мајка му или со кој било. Со некој ќе оди да го стросат, да го зависи по кој поќе ме сваѓаш, има некој поќе по мамичка што се, има некој поќе по новата мамичка што знај секако. Од сите форми ги и ќе се дотера вака костумче, ципела ова она, ти реков ми рече, ќе до на пазарен Ролекс, ќе си купи 500 ме сваѓа. Роли да свети вака. Пошто ќе дојди камера таму, ќе снима детали, ципела, костум, Ролекс, Молекс, ти реков ми рече, сме се пропушти та шанса се свети веќе. Да сија. И кај мажите спремањето толку е. Евентуално на фризер ако оди претходно вака малце да му напрат косата, ако уште има. Ако не никому ништо, бричот вака машинката, зуб, шо било и готово. Ама зато кај жените, машала дено почнува во 5 сава или во 4 кај некој, зависи кај кој како. Дур напрат шминки, фризури, мизури, чуда, полој на ден помин. Рачунај ти колку спремање има. Ако зето иди кај тебе во 1 сато, а ти треба почнеш да се спремаш во 5. Цел ден, еден цел ден треба да се спремаш. Наместо се наспијат ко луѓе, цел ден ќе треба на нозе да го помини, наштикли некој 50 сантими вака ногата од нопаку, стегната во некој фустан вака, прицната 2 броја помал за да личиме, сваќаш струкче да се направи, немој што така. Кој заврши свадбата крвој дома после. Тие не од 5 савајле ќе шминкат коси, ќе прават, па ќе додават коси, па ќе одземат, па то чуда е, море, чуда е. Виш, не ми текна си додам јас коса за свадбата, лупнев некоја перика да му излезе вака, емо некоја фризура. Ке имаше смеја, дувни ветре вака косата. Како на Трамп што му правеше вака фризура. Да пеј вака на секој дувнување ветар вака, да пеј косата. Ти не мора пееш ич таа вака ќе ти прави. А бога ми да носиш костум на плюс 50 степени и тоа е терсе. Јас не знам оти ги малтретирате децата, доста ги малтретира. Сватете ме како сакате, не ме интересира. Ама на плюс 50 степени ти цел ден да носиш костум затворен, да се свариш во него, е стварно ненормална работа. Јас разбирам, еднаш го правиш во животот, треба да изгледаш све супер. Па тоа да изгледаш не значи автоматски костуми точка. Зато постојат стилисти, постојат луѓе, ќе се советуваш, има начини како да изгледаш. Доста форсирате, да, вас домашните ви зборам, доста ги малтретирате децата да мора костуми да носат за се живота. Мислам и фустан невестински 500 кила да носиш е ненормално, ма со жена никој не се разбрал, така што и јас нема се разберам и не ви велам ништо. Тие си знајте чупиња, ако ви е убо така да си терате, ич не е проблем. Арно, па сега ми текна дека вие ќе речите, јас ако се печам и тој нека се пече. Оти мора, тоа е рамноправноста, нема мрдање. Само кога ќе дојдат дрвата за цепење не постои рамноправноста ли, добра, ај да не навлегваме на тиете ми многу се терсене. Нема ептен, нема смисла се ептен, ќе навлезиме длабоко во тоа, па ќе треба после жените и малтер да мешат и тули да редат и такви работи. Нема смисла, ме сваѓа. Ама шала на страна, нас ни се погоди ден. Времето беше таман. Додуше и костумите беа летни беа да речам, не беа ништо тешко за носење. А без разлика какви се, ако беше плюс 50 степени кој што еден ој, па не ти носев костум бе батуле, нагла ми застаниш вака. Неќе зборал народот кој сака што сака нека кажи, не ме интересира и по кошулче може, не викам не. А да носам сако јас на плюс 50, па тој филм не постои нигде во светове, бате, кој сака нека е, не ме интересира. Аз си гости на свадбата како бил, макар што баш тогаш може да си го извадиш сакото и по кошулче. И само земај паломи, бриши вака, течат по тој. Ама и да го носиш костумот, имаше ен период во теко на дено пауза кај што можеш да се преслечиш, макар што и може и туш да маниш, што сакаш можеш да направиш. Имаш простор, имаш опции. Козети невеста ти немаш опција бе брат. Цел ден си угоре овде, па онде, па на сликање, па в кафана, па таму сликање, па одма прв валцер, па не знам шо, па нема крај, нема цел ден. И уште ако вриеш во костумот цело време, ти вечерта кога дојдиш, кој се сликат луѓето вака малце од понастрана ќе треба да се слика. Оди што сакаш прскај, што сакаш клавај батуле на то потење, тоа е свадбата са
сауна. Што би се рекло добра летна свадба по мирисо се познава. Значи уште го кидиш од онаму со поклоно на кај кафаната, ако не ти замириса уште од паркингот таму колите кај што состават ништова, туле не е то свадба. Дури видлива да е миризбата, зелен чат да излегва од озгора, да влада и над местото. Е, тоа е добра свадба, значи се играло тука, се галамело цел ден и сега се оди тука во најжестокото. Да ти е мерак да влезиш натре. Уште ако имаш наочари одма ти замагла. Та! Не ми е верно дека 21 век сме и уште се објаснуваме и се бориме со фактот дека не треба сам во недела се капиш. Ма знаеш како? Кој те праша бе батуле? Мириса на свадба да нека мириса, само зубо нека. Уште колку муаве ти има новата. А знаеш како мислам дека дојде време да се искапам. И некако запотив од преге многу жестоко му влегвам во муаве. Така што јас тука ќе се одјавам. Вие останете си на програмата на вистинска телевизија. И знаеш како од време на време, барем сега во лето, брцни се таму, ладна нека е водата, не е битно ќе се освежиш малце. Да диши телото, ме сваќа. Мислам не мора саде да би дека ветерам нешто се капите таму против ваша волја. Кој како сака така нека прави. Толку од мене, имајте си за мерак викенд и се гледаме понеделник. Поздрав и убав ден.